Здраво на сите и добродојавте во моето најново видео. Денес ќе ви покажам нешто што вие сигурно го немате видено и нешто што на некој од нашите соседи сигурно нема да им се допадне. Останете до крај. Од последниот пат кога се видовме преку репортажата од Костур, добив толку голема поддршка од ваша страна, толку многу нови луѓе станаа дел од нашата мала заедница, што би сакал да ја искористам приликата да им посакам добре дојде, а вам, кои веќе сте тука подолго време, би сакал да ви искажам огромна благодарност што ги лајкувавте видеата, што ги споделувате и пред се благодарност за вашиот конструктивен фидбек, за вашите забелешки и идеи за идни видеа. Ако сте комплет нови, не заборавајте да го побарате видеото од Костур, кое што ќе се обидам да ви го линкувам некаде тука и да го заследите каналот. Затоа што сум сигурен дека со ваша помош можеме да стигнеме до околу некаде од 3000 следачи до нова година, ако не и побрзо. А сега одиме со нешто кое што го подготвив за вас во изминатиот период, нешто за кое што пропатував илјадници километри. Но пред тоа би сакал да ви пуштам едно видео кое што е едно од најгледаните видеа на мојот канал, меѓутоа и на Facebook, но не само. Тоа видео беше пуштано и на неколку пати и на национални телевизии, така што уживајте и тоа ќе биде една увертира во она што следи подоцна. Na čužni rosi plačele, na čužni se radvale. Majka Makedonija, 38. Hristosa, godinama nikada kraj ne rodija. Ilica Makirovski, Vojska Volešje, Vojska Makedonska, rodili Grcija. Grci zgrešile, na čužni rosi plačete. Su čužnih srce radvale. Majka Makedonija, na srce ti mudro kaži. Aleksandar Makedonski. Точно така, како што вели и песната, грците си грешеле, на чужди гроб си плачеле. Сега не знаеме се уште каде е гробот на Александар, но она што знаеме е каде е веројатно најпознатата слика од Александар, а таа е таму каде што отидов и јас, специјално за вас, со видеоматеријал од самото место. А денес би сакал да ви кажам бонџорно, добар ден, од едно место кое што постоело пред 2000 години, потоа не постоело околу 1500 години и пак постои во последните 350 години. Зошто велам така? Затоа што можеби веќе препознавате или се сетите дека се наоѓаме во античкиот град Помпеј. Градот кој што во 79 година од нашата ера бил затрупан како последица на ерупцијата на вулканот Везов, кој што се наоѓа веднаш позади овој локалитет. Местото каде што сега сум дојден, всушност е еден од најважните нешто заради кое што јас сум тука и еден вид на поклонение, затоа што ви го представувам овој мозаик кој што верувам многумина од вас го знаете, а се работи за мозаикот Александар Македонски, каде што е представен во битката против персискиот крал Дарий III, во битката кај Ис. Денес се наоѓа на јужно-источната страна на Турција. Битката се случила во 333 година пред нашата ера и овој мозаик, всушност тука што се гледа, е само копија на оригиналот, кој што денес се наоѓа во археолошкиот музеј во Наполи, каде што
ќе отидеме утре да го видиме оригиналниот експонат. Денеска ќе ви го представам тука она што е оставено како копија, меѓутоа се гледа во една лежачка позиција и се наоѓа во така наречената Casa de Faun, или куќа на она елитно семејство кое што живеело тука и кое што го нарачало ова ремек дело некаде во првиот век пред новата ера кога живееле, за да покажат дека се едно престижна фамилија за гостите кои што ги посетувале да додат тука и да се диват практично на овој прекрасен мозаик кој што е состоен од 2 милиони мали парчиња камчиња кои што се донесени од регионот на целиот Медитеран. Ако може да дојдеме поблиску за да се види она што е останато, затоа што веќе знаеме, постојат многу детали кои што се гледат. Пред се Александар како го јава својот конј Букефал, придружен со неколку од македонските војници кои што го придружувале во битката, а на другата страна е кралот Дарий кој што се гледа во една хаотична ситуација, во еден миг на слабост, на страф, и каде што неговите конјаници почнуваат хаотично да бегаат и при тоа не се пазело кој од персиците ќе бил прегазен, затоа што главната цел било да се спаси кралот. Кралот и успева да се спаси во битката на Ис, меѓутоа Александар подоцна, како што знаеме, ја освојува Персиската империја. Александар е прикажен со кафеава коса, носи оклоп придружуван од неговата конјаница која го носи својот познат бојотски шлем, горе лево. Знаеме дека во времето на Филип, македонската конјаница носела фригиски тип на шлем, додека во времето на Александар, по препорака на Ксенофон, војската се префрлила на тој така наречен бојотски шлем, од отворен тип. Она што исто така се забележува кај страната на персиците и Дари е нивната облека и карактеристичниот турбан, што е многу различно од онаа на македонската конјаница и Александар, кој е представен дури и без шлем, символизирајќи ја неговата доминација на бојното поле, додека лицето на Дари е во очај, како да моли дури за животите на неговите војници. Александар од друга страна е познат по тоа што на крајот и се смилува над фамилијата на Дари. Деталите за тоа како е представена персиската страна со раскошна кочија, со 4 впрегнати коњи и Дари, како да го повикува еден од неговите војници да се повлече, а тој се чини дека го дава животот за кралот, пробуден од копјето на Александар. Додека сме кај копјата и опремата, тука се забележуваат различни видови на копја, фрлачки и копја за бодење, а на земјата се гледаат и неколку расфрлени мечеви. Како што кажав, мозаикот се наоѓа во најголемата и најраскошно украсена вила во Помпеја, во куќата на Фаунот. Куќата на Фаун била символ на богатство и моќ во римската Помпеја. Нејзините простории биле украсени со фонтани, скулптури и мозаици, но некои делови биле оштетени за време на бомбардирањата во Втората светска војна, токму во месец септември 1943 година. Macedonians defeated the shit out of the Persians here, huh? Yeah. Тука може да се види надписот кој што раскажува за како настанал овој мозаик. Тоа што е интересно може да се види што вели тука, дека на левата страна се наоѓа македонскиот крал Александар Велики. Оно што ќе го сретнете на интернет е наративата каде луѓето перверзно ја игнорираат плочката и понатаму преку своји интерпретации ја представуваат оваа битка меѓу грчката и персиската војска, бесцрмно изостувајќи го фактот дека токму илјадници грчки платеници
биле елитен дел, токму на страната на персиската војска. Тоа е тоа, почитувани македонци. Се надевам дека ви се допадна оваа моја репортажа од археолошкиот локалитет Помпеја или Помпеј. Мозаикот кој што го видовте, сигурен сум дека барем на интернет веќе го имавте видено, а јас тука би посакал да направам две забелешки. Едната е дека на плочката која што стои пред мозаикот пишува многу јасно македонскиот крал Александар Велики. Значи, после Колосеумот, кој што е најпознатиот символ на Италија и на Рим, и после Музеот на уметноста во Фиренца, каде што се изложени најпознатите дела на Да Винчи, Ботичели, Караваџо и останатите, во третиот најпосетуван музеј во Италија, археолошкиот локалитет Помпеј, пишува македонскиот крал Александар Велики. Сега како да го објасниме овој факт, дека во Италија, во најпознатиот антички град, затрупан пред безмалку 2000 години, слободно се пишува што се вели со име и презиме македонскиот крал Александар Велики, додека ние во Скопје прифативме да ставиме значка или плочка Александар Велики наместо Александар Велики, војнот на конј, припаѓа на хеленската цивилизација или како и да е таму напишано. Кој е тој парадокс? Пред мозаик стар повеќе од 2000 години, кој што е оддалечен околу 1000 километри од Македонија, слободно го представува македонскиот крал Александар Велики, а релативно нов споменик во срцето на главниот град на Македонија, прифатено е да стои само онаа ознака воин на конј, припадник на хеленската цивилизација. Сега, ако е некаква утеха или среќа во несреќа, е дека тоа место каде што или кое што го представува војнот на конј како македонец е далеку попосетувано, каде што посетителите можат да ја видат вистината без да биде обременета со силата на политичките игри, отколку местото кое што некој го гледа кај нас, кој што не посетува од надвор, каде што пишува воин на конј, припадник на хеленската цивилизација. Втората забелешка која што сакам да ја направам дека, како што веќе кажав, иако оригиналниот мозаик е пронајден на ова место, сепак тој е однесен во археолошкиот музеј во Наполи, каде што отидов следниот ден и од каде што исто така имам спремено видеоматеријал за вас, кој што ќе го видите следната недела. Што точно видов таму и која ексклузива имам спремено за вас, ќе видите во новото продолжение по темата Александар Македонски од Помпеја следната недела, а до тогаш, доколку ви се допадна ова видео, лајкувајте и споделете го со вашите пријатели, затоа што прво, ќе му помогнете на алгоритмот на YouTube автоматски да го споделува на што повеќе луѓе и второ и поважно, ќе му кажете на македонскиот народ дека неговата слава е поголема надвор отколку дома. Не заборавајте да го заследите каналот, а јас со нетрпение ќе ги очекувам вашите коментари и вашите забелешки. А доколку имате некои прашања, јас со задоволство ќе се обидам да дадам одговори на сите од нив. До тогаш, останете ми во добро здравје, довидување и пријатно.